Добро. Добро утро, добар ден на сите. Ја отворам 47-та редовна седница на Советот на општина Тишино Облешово. Записникот да го усвоиме. Уколку некој има забелешки во записникот од минатата седница. Повели Сане? Сане Стојанов. Ова е како техничка грешка, страна 3, за одлуката на управен одбор на ЈПК да Облешово за 200 денари. Или 2 денари. И гледам, доста има технички грешки, па не е лошо апел до изготвувачот на записникот да си го прочита уште еднаш, има не на суштината не играе на записникот, него да се прочита уште еднаш па да се испечата. Добро, благодарам. Друг некој дали има забелешка на записникот? Не, ставам го записник на усвојување. Кој е за? Благодарам. 10 за. Воздржани против? Нема. Почнуваме со дневниот ред го имаме. Дали некој има дополнување на дневниот ред од советниците? Нема. Ставам го дневниот ред на усвојување. Кој е за? Благодарам. 10 за. Воздржани против? Нема. Почнуваме со првата точка, извештај на финансиско материјално работење на ЈПК да Облешово за периодот од 1.10. до 31.12.2024. Значи тоа испаѓа за 2 месеца, 10, 11, 12, 3 месеца. Материјал имате. Имам представник од јавното предпријатие. Дали некој има прашање до представникот или нешто ако не му е јасно околу извештајот? Нема. Ставам го извештајот на усвојување. Кој е за? Благодарам. Воздржани против? Нема. Едногласно 10, уствари 10. Втората точка, одлука за измена на давање согласност на одлука за утврдување на надоместно собирање и транспортирање на комунален отпад. Минатата седмица што беше донесена одлука, сега повторно има измена на одлуката на цените. Имате материјал, имате таму цени што се ставени. Дали некој бара збор по ова точка? Повели Сане? Значи, знам дека одлуката за измена на одлуката за утврдување на висината на надоместок за собирање и транспортирање на комунален отпад од 14. јануари 25 ќе помине, но не ми е јасно како не е согледано за последиците што јас ги воочив на седницата од 14. јануари 25. Ова се однесува на членовите на управниот одбор, кои се високо образовни, и за членови на Советот кои гласаат за оваа одлука. Сане завршили? Не. На минатите седници кажував и пак ќе кажам дека накратко дека јас ќе гласам за оваква одлука кои се решат, односно отклонат сите аномалии со кои се соочува ЈПКД, а ги набројав на 46-та седница на Совет на општина Тишино Облешово. Сега ќе се гласа само за промена на сумата на износот на правните лица, но мојата дискусија од претходните седници се однесува и за физичките лица. По четврти пат имам побарано од Советот да се приложи список на должници на ЈПКД по основ на комунален отпад за физички и правни лица, бидејќи податоците се од јавен карактер. Барам да ми се одговори кој е должен да го достави тој документ и зошто до сега не е доставен, со оглед на тоа дека на Совет имаше
доставен список за ненамирени обврски спрема општината по основ надомест за истакната фирмарина и керија. Толку. Добро, благодарам Сане. Некој друг од советниците дали во разбор? Или прашање до директорот? Нема. Ставам ја одлуката на усвојување. Кој е за? Еден, два, три, четири, пет. Столи дигнали рака? 6, 7. 7 за. Воздржани? 1, 2. Шо биде, еден не сме броили. Боби не сме броили. 8 за. Така ли? 8 за, 20 воздржани. Добро. Чекай. Добро. И против? Сане. 1 против. 2. Добро. Добро, извинувам се, Сане. Не. Идеме трета точка. Одлука за одобрување на финансиски средства за ставање во функција на трапостаницата. Да. Не, за втората точка. Завршите. Не, гледам, ама... Имам нешто Тоа е јас предложено. за тоа. Добро, и какво е сега? Извини, малку да... Како што го предлагаме ние. И претходно што предлага советниците. Може ли, Со 100%. може ли директоре тука да ни кажеш за Повели. оваа промена сега како е направена? Поради која причина? Промената е направена по барање на пред се јавните по барање на правните лица. Имаше представник од правните лица на претходниот одржан состанок со на управниот одбор и заедничка координација, мислам, и со вас советниците донесевме одлука дека треба да се намале од 2000 од 4 на 2 и така натаму. Не е по мое слободно видување, значи по барање на правните лица, советниците, градоначалникот, директор, сите се директно инволвирани и запознаени со ова. И мислам против оваа одлука не требаше да има против, за, воздржани. Едногласно требаше да биде изгласано да не ја фрламе вината нити на управниот одбор, нити на надзорниот, нити на советот, нити на градоначалникот. Финансиската ситуација на јавно комунално е лоша, незавидна ситуација и така да ово е нешто минимално што сме го покачили. И неизбежно. Мислам дека треба сите да видиме, да не политизираме со комуналното предпријатие, треба едногласно да го изгласаме за да не се фрламе вината едни на други. Пошто има вчера реакција од управниот одбор дека доколку не изгласат сите советници, доколку се фрла, има некои медиуми, локални телевизии дека ги обвинуваат нив дека се они виновници, ќе дојдеме и ќе си дадеме оставка сите. Ден четврток и утре и ќе си дадеме сите оставка. Комуналното нема да може да функционира без управен одбор. Тоа е мојот одговор за оваа прашање. Може ли јас? Добро, директоре, благодарам. Мислам, по советникот што праша, доби задоволен си од одговорот, Славе? Добро. Значи, тоа е. Сега управни одбор, си управни одбор, совет си совет, секој има свое право. И тоа е така. Гранчанче, можеш сакаш да нешто коментираш малку. Повели. Ви благодарам, председател. Бидејќи излагањето на директорот на јавното предпријатие беше спомнат градоначалникот. Да, ја имав посредни средби со представници на засегнатите страни околу некои од тие ставки што беа ставени како точка на разгледување и на ајде да кажем попросто покачување на самиот паушал околу надоместокот за управување со отпад. Да, ние како институција излеговме во пресред дека треба да се направи некоја корекција за да не биде тоа радикално зголемување и често пати сме разговарале околу тоа дека ако е имало континуитет од претходните години на пратење на препораките од АТКОМ или било која
засегната, тоест инволвирана и меродавна институција дека нема да е дошло до ова. Јас само сакам информативно да ви кажам на сите вас, да, ние ќе се сложиме и со тоа намалување јас ја бев приемчив и флексибилен околу самата корекција на цената. Меѓутоа, информативно пак ќе кажам, јас сега во 13 часот имаме ние средба на ниво на општини, во општина Кочани, пошто треба да подпишеме договор за управување со самиот отпад. Тоа е дека општината ќе има на месечно ниво задолжување по 220 денари на метар кубен. Верувајте дека јас и често пати и тоа сум го спомнал, дека ние не сме иницијатори на самата ситуација, дека ние мораме да се устроиме у таа самата матрица. Значи ние ќе имаме 220 денари, пак повторувам, за надоместок за манипулација со самиот отпад. А тоа значи дополнителен финансиски обврски или реперкусии, ајде да не ги кажем и така, дека ќе мораме ние тоа да го испочитуваме. Значи, колку е ние да бидеме сега флексибилни и како совет вие, и ние како локална самоуправа, и директорот како правен представник на самото предпријатие, ние мора во иднина да се устроиме у истата методологија. Дали јас сакам, дали мене ми одговара или не ми одговара, тука знаете дека проектот е финансиран преку Европска Унија. Ние завчера, имавме средба у ресорното министерство со представници од Европска комисија и ние сме задолжени дека мораме да го почитуваме протоколот согласно методологијата што ја имат подпишано претходни наши правни представници, дека ќе мораме ние да го пратиме тоа. Значи пак ќе повторам и ќе завршам, 220 денари имаме по метар кубен, а тоа е исто, тоа е малце и повише од Дрисла. Само да знаете. Значи малце повише од Дрисла. Дрисла е некаде околу 600 денари на тон, а тоа е 2,8. Ја по моите прости математики, како што можев да направам калкулации, значи сега на доместокот ќе ни биде и повише од Дрисла. Така да во иднина и на наредниот совет, на наредната наша седница, немојте да се изненадите дека ќе ви бидат доставени и документи со тај подпишан меморандум за соработка обврзувачки, дека ќе мораме да имаме и ние како локална самоуправа дополнителни финансиски реперкусии околу тој дел. Сега, ако се сеќавате, ја и на прошлата седница ви кажа, дека во иднина управувањето и менаџирањето со комунален отпад ќе биде многу скапа работа. Ние не сме предводници, нити сме пионери у тај дел, меѓутоа североисточниот регион, за среќа или несреќа наша, кој како сака нека го толкува, ние сме тие склоп у тој дел. И така да, ние ги јас со самите представници што беа од тие помали правни субјекти, јас кажав дека ние ќе направиме, тоест јас ќе дадам предлог, управувачкиот одбор е една друга работа, ќе дадам предлог, меѓутоа тоа не значи дека ќе биде долгорочна мерка, дека во иднина нема да истата претрпе промени, затоа што ние сме корисници и сме инволвирани како општина у самиот проект. На следната седница на совет, јас се надевам дека у 13, така ми е закажано, ќе бидам таму, ќе ги видам сите тие подробности, ќе ви ги презентирам и не знам до кога ќе можеме да обстоеме ние со овој тарифирање. Јас ќе бидам најсреќен ако сите овие работи ги преземе меродавно тело и како што е АТКОМ,
и да можеме ние тука да немаме ние полемики околу тоа дали е скапо или не е скапо, да истите како и за бот и за ред други работи ни ги наложат на нас дека тоа е најдобрата работа по спроведено истражување и нивни калкулации, за да можеме ние на тај начин да ги терафириме. Ви благодарам. Благодарам, градоначалниче. Некој дали има повели Сане? Процедурално. Значи заврши се таа точка, сега повторно се навраќаме. Значи изгласано е тоа. Да, ова е само објаснување од градоначалникот и закъсна касно дојде. И повели директор. Благодарам што е изгласано, да се Добро, благодарам. Продолжуваме натаму. Идеме на трета точка. Одлука за одобрување финансиски средства за ставање во функција на трафостаницата во село Кучишино. Тука е директорот. Познато е сега по моја некоја информација, преска слушнав дека таа трафостаница била кобајаѓи неколку тона, 2-3 тона може, и самата кражба дали до сега има нешто откриено, дали посочено нешто, оди тоа не е толку лесно да се однесе. Така, дали имате нешто сознание кој би го тоа направил, колку би можело нешто да се преземат мерки околу таа ситуација? До директорот прашање. околу кражбата сме само запознаени, а подетално има надлежни органи кои тоа треба да го расчистат. Еве Сане може повеќе е запознаен, советникот од Кучишино може имат повеќе видено кои се таму движења, коли, нешто, не знам. Немам едноставно што да ви кажам околу кражбата, да посочам. Добро, некој од советниците дали ба разбор? Тоа е работа на МВР, секако дека Да. Добро. Повели Сане? Знам, да. Па можете и да Значи служувам со директорот, да тоа си работа на МВР, што потражуваат безбедносните камери да дојде снимка таму, они нека си терат таму тоа. Процедура. Главно, кога сум сега веќе тука, меѓучовечките односи се стварно нарушени во селото. Значи, месец и нешто, значи поминува месец, луѓето вода немат, особено повисоките куќи. Долните куќи некако си имат вода, а горниот дел од селото немат. И сочувствувам со нив, значи стварно е проблем. Градоначалникот беше дадел вода од општината во јануар месец, целата не беме ја доделиле, сега што остана повторно делеме, значи на тие горните куќи давам по еден пакет на член вода, на оние другите по 3 шишиња на член. Проблеми и со тие луѓе што обслужуваат да стават гориво, малтретират го, мислам, наводници, значи незгодно и директор и градоначалник се јавуваат, нема вода за гориво и благодарност, например, што за гориво, например, што се доставува, а негативно е тоа што цел месец, значи втор месец почнува тоа, значи е проблем, дури и кај мене доваѓат, ме навредуваат, јас морам да си трајам си, значи не можам, значи ги сочувствувам со луѓето. Добро, благодарам. може. Повели граничанче. Благодарам, председател. Да, навистина е проблем. Проблем настана, меѓутоа не јас пак ќе кажам дека не е наша вина или алкавост или како и да го
сврстите тоа. Ние не можевме да пристапиме кон решавање на самиот проблем веднаш и одма, како што би рекле што се бара, бидејќи ние моравме да побараме меродавно мислење од стручна институција на кој начин би можеле да го решиме тој проблем. Знаете и самите дека после јануар месец имаше некои си 2 недели имавме и снег имавме и ние не можевме да пристапевме. Меѓутоа и да сме можеле, нема да можевме од проста причина што не знаевме на кој начин. Дали ќе беше надземно, подземно, кабелот кои квалификации и перформанси треба да ги исполнува и така натаму, да не должам. Сега сме веќе, вчера имаше оперативни захвати таму со заровување на самиот кабел. Кабелот е обезбеден, значи со Евана, со самиот директор имав неколку, тоест 2 средби имав за тие насоки стручни да не ги каже и укаже на кој начин треба да постапиме и за да денес треба веќе да ја извршиме уплатата од некои си 68.000 денари, за да може да се приклучи самиот кабел и да биде самата станица оперативна, да не бидеме зависни од тоа, како што кажа и советникот, доставување на бензин од самиот агрегат. Жителите не се оставени, значи месец дена, на вистина е тоа е 31 е извршен самиот чин, меѓутоа месец дена жителите не се оставени без вода. Сега горните слоеви или не знам, не сум стручен во тој дел, да, има периоди каде што не се биле обслужени квалитетно со испорака на вода. Јас се надевам дека после извршувањето на уплатата денеска, затоа што Евана имат некоја посебна политика и методологија на постапување, сакат прво уплата, меѓутоа пошто знаете дека корисници и собственици корисници на самиот инфраструктурен објект е јавното предпријатие и од таа причина можеби тоа е причината што и оваа седница на Совет е малку порано свикана и дека до крајот на месецот ќе имаме уште едно, за да бидеме флексибилни и у делот на решавање на самиот проблем. Кабелот вчера е зарован, имаше некои други работи што требаше ние да ги испочитуваме и јас се надевам дека до крајот на оваа недела работна или почетокот дека веќе ќе биде самата трафостаница, самата пумпа ќе биде приклучена на струја и нема да го имаме тој проблем со напојување со агрегати и така натаму. Ви благодарам. Благодарам, градоначалниче. Некој од советниците друг дали бара збор? Значи ставам ја точката на усвојување, значи да се донесе одлука за тие финанси што треба да се уплатат таму, да се уплатат за водоводово Кучино. Стави на гласање. Кој е за? Благодарам. Воздржани, против? Нема. 10 за. Добро, сега одлука за одобрување финансиски средства за одбележување на Свети Трифон во село Кучино. Знаете дека во буџетот се ставени тие средства, имаше, но сепак пред... Да. Пријатно. Имате материјал? Дали некој бара збор околу оваа точка? Повели Сане. Значи, го повеќе ќе, како информативно ќе го дискутирам. Значи, дали е направено техничка печатена грешка, односно во заграда да пишува со зборови 50.000 денари или треба да стои со бројки 30.000 денари.
Значи член 1. Предпоставувам дека е технички у програмата имате предвидено 50.000 денари. Вклучувајќи го и телевизорот во тие средства. Така. Значи ќе треба да се преправя тоа што е заграда. Сега друго. Чисто информативно, значи подготовка се врши со помош на населението од 3 категории на атлетски трки и во тек е пријавувањето каде што имаме пријавено до сега околу 40 натпреварувачи. Имаме спонзорство, обезбедено спонзорство за секој надпреварувач по една мајца. Од овие средства што сега ќе се донесе одлука, ќе се обезбеди сендвич, сок и на победниците од 3 категории, прва, втора и трета категорија, парична награда плюс мајца. Значи од тие 20.000. Од средствата што се дадени минатиот пат имам кажано дека ќе правиме турнири за пинг-понг прва година. Просторијата, тоа е салата што ќе се одржи турнирот во пинг-понг, собственост е на општината, ресторантот што е, се дадени за ворасување, потоа за осветлување на штедливи светилчи, а остатокот на средствата што недостасуваат ќе ги покриеме ние од наши средства. Од наши средства ќе ги финансираме и наградите за прво, второ и трето место. Значи, објектот што ќе се одржи пинг-понг турниро е собственост на општината и е околу 200 квадрати. Да ви укажам дека се соочуваме и со проблеми со постојање на втора табла за пинг-понг. Една имаме веќе. И со разговор со еден од директорите на училиштето не ни беше дозволена табла со образложение, пинг-понг табла мислам, дека тоа треба да оде и преку училишен одбор. Но се снајдовме со од друга општина, табла, Арнама синоќа ме известија дека таа е скршена и сега ќе тражиме и друга табла. Мислам, не знам, општината тука основно училиште и сега да не може да се набаве табла за пинг-понг. Значи, апел до општината за воиднина, ако сакаме да ги негуваме спортот, дружењето, промовирање на општината за вакви настани, пристапот да биде на реална основа. Подготовките се во тек. На 2 февруари, недела, се чистеше делот, каде што ќе се одржи настанот и околу, и имаше доста учесници во акцијата, што може доста луѓе да не завидат во единството што го има Кучичино. Во таа акција со наши средства санирани се ударни дупки на почетокот на селото. Од Организациониот одбор за прослава на празникот Свети Трифун имате покана за присуство градоначалникот на Советот и администрацијата на општина Чешиново Облешево. И трката, јас сакаше малку и да биде меѓуопштински таа трка. Таа трета категорија повозрастна група минатата година трчеше до Борилчево и назад и сакаше да се направи, например, како меѓуопштинска со кармици да се оде, но треба многу финансии, многу средства треба да се има. После финансиски ќе има извештај што сме сработили, како сме сработили и чисто најава една имаме и лани имавме 2 автобуса од Скопје пензионери Бисер Пром, сега најавуваат повторно дека ќе дојдат. И активности се работат доста, црквата доста напреднувани и така. Добро, благодарам, Сане. Некој друг од советниците дали ба разбор околу Свети Трифун во Кучино прославата што се прави за денов на лозјарите? Ставам точката на усвојување. Кој е за? Благодарам. Воздржани против? Да, со телевизора заедно. Да. Да, 10. Добро, благодарам. Сега
И сега имаме барање од Славе Варадинов. Село Кучино. Славе, мислам дека ќе бавчијата вај шо пече, ќе бав тај лист, Славе. Добро, сане ти појасна ситуацијата, знам дека има и валидно дете нешто, бара помош од општината, средства нешто. Ако можеш да објасниш ти си од тоа населено место. Значи, има ги двете деца се му инвалидни и он згора на тоа и има и кој се вика тоа стручно карцином имаше и малку е индолентен, значи, и синоќе ми викаше за документ некој за платата колку зима. Он е неколку време на болување, дури му речеле од социјалното таму дека социјална помош може да зима, мислам, социјална пензија со таа диагноза. И ако треба да се доставя тај документ, ќе го терам да го доставя, он во актива работе и сигурно на 3-4 месеца не е одил, значи не е у добра состојба, да речем. Ето, преска и со Дацка разговараше, значи тоа едното дете 24 сата му е дома, само на Свети Трифон дојде да се слика, да го изнесат и стварно жалосна ситуација. Значи треба да се помогне. Добро, благодарам. Бар и над 6.000 што даваме, значи, ако се може. Добро, градчанче. Благодарам, председател. Само една дигресија околу вие мерки што ги донесуваме како колектив, тоест вие, не јас. Јас сум само извршен орган тука у конкретниот случај. Често пати зборам, добро е и неопходно е, мајде на нас не веќе поминува мандатот, ние нема да имаме таа прилика, можеби некои од вас да ќе ја имат. Е добро при формулација и креација на самата програма да бидете учесници и да дадете, например, некоја си ставка, точка или клаузула, без разлика правно-нормативно како ќе биде регулирано, дека у вакви ситуации или слични, навидум, дека ќе можеме малку поинаку, не оно субопарно, поинаку да донесуваме одлуки. Ама за жал кај нас таа пракса нема. И јас гледате дека 4 ставки има тука и четвртата е потврда вика. Документацијата е некомплетна. Ја не се сомневам и нити па сакам да судам за туѓата ситуација, тоест лоша. И не сум тај што би речел не, никогаш, баш кога такви дадени ситуации. Меѓутоа, верувајте дека извршното плаќање го подпишувам јас и дека тука застареност нема и ако утре по една извршена ревизија се праша зошто, еве сега ќе кажа малце субопарно, зошто дали врго имаш ставено подписот таму и јас ќе почнам или ќе се фаќам на емоции или било шо, па фамилија, ние се знаеме, ние сме мало место. Меѓутоа сите органи се држат на списи. На списи дали си комплетен или некомплетен. Јас неам ништо против по ова барање, знам за кого се работи и не случајно и пак ќе кажам дека му се неопходна му е помош. Меѓутоа, верувајте луѓе, дајте да се комплетираме у тој дел. Често пати, значи секогаш и молев, дајте ве молам комисија при креација на самите програми. Учествувајте таму за да можеме сега да кажеме да, навистина е потребно, не е толку субопарно утврдено по програмата, меѓутоа ние донесовме одлука дека ќе можеме да отстапуваме. Сега ќе треба да кажам дека не е комплетен, човекот да го малтретираме, просто кажано дека треба да се докомплетира со некоја документација. Тие институции таму кај што го следуваат, да, тие се други органи или не знам како и да управувањето. Меѓутоа кај нас се знае. Треба да има, затоа што и вие ја имате гласано програмата, ја имате гласано у декември месец. И јас судам по тоа. Донесите одлука, ама да знаете дека ако утре од вас сите советници побарам да се подпишете сите, за да некаде можеме да бидеме покриени. Тоест, сите ние.
Ути нема застарување во. Ние сме буџетски корисници, мораме да бидеме устроени по закон. Ако за еден важат истите мерки, не можеме да правиме привилегии за останатите. Значи мораме да одеме по исти аршин за сите. Друга работа. Треба да знаете дека јас, сеќавате се, в декември месец на една седница пред да имаше некоја потреба да одам до Скопје и дојдеви тука и кажави, внимавајте, 6 у основа, 2 у проекција. Сме скратени, немојте да ви ствара тоа конфузија. Значи, тоа еноске се манифестира и рефлектира на нашето буџетско работење. 700.000 денари имавме, сега имавме рата, што е тоа наследено, за тие кредити двата што ги имаме, за да после следува вториот, мора домакински да се работе, и од таа причина, да, донесите одлука, јас сакам да се помогне на тај човек, меѓутоа немојте да претерувате, еве, моја сугестија, немојте со некои мегаломански суми, иако, пак ќе кажем и ќе завршим со овој, не е соодветно комплетиран по однос на програмата, што вие у декември месец ја имате изгласана. Ви благодарам. Благодарам, градоначалниче. Јас лично го познавам момчето е постар од нас, само така кажав. Значи, знам ја ситуацијата, имам ги видувано неговите деца и стварно се за помош, но ние према нашите можности, мој предлог е, мислам, колку се согласат другите советници, 6.000 да му одобриме на човеков, прв пат поднаса како сме ние советници, не е да досаѓа стално да поднаса или било шо. Уколку имате согласност или некој ако има друг предлог, нека каже. Има ли некој предлог, нешто или сугестија околу ова барање? Не чувствам. Ајде на гласање кој е за 6.000 денари да му се одобри. Благодарам. Воздржани против нема. Градоначалниче, до вас едно прашање за теранци за пато што е лево десно, тие банкините се стварно многу у лоша ситуација и тука ударна дупка на мостчето на влез у облешо, мислам, многу ударат колите превише и сите се жалат. Вика не се презимат мерки за пато да се малку закрпе некаде. Повеќе дупки има. Да. Право си за тоа е, да, меѓутоа теранци сега имаме тендерирана веќе ќе се почне, веќе е завршена постапката, ќе се почне со бекатамблочки за улица од горницата нагоре, не знам кој се прави. Молов? Богатин Вучков, добро. Богатин Вучков, сите ви се со исто и не знам краке ден. Половин село е тоа. Значи веќе е завршена постапката, ќе се почне и има уште една сега од 15 февруар која ќе биде и таму може да кажем слободно пред сите вас дека ги им добиено средствата, зборам за теранци. А тоа не се однесува дека и нема за другите села, тоест населени места. Така да за ударните дупки јас сега имаме една акција што ја спроведувам, ама не со асфалт, ќе почне со коларци и бање. Ќе го размислам тоа и ќе видам што е најсоломонски пристап за да можеме и тоа да го решиме. Меѓутоа од оваа гледна позиција не можам да ветам ништо, пошто верувате дека не сум погледнал, а не ќе сувопарно да кажам да ќе се среди или не, па за до утре ја да не можам сите вас да ве погледнам. Фокусот ми беше на тие две улици да можем да ги завршим за утеранци и тоа е малтене у мандато на сите нас тука што сме ние избрани и именувани лица, за да можеме, ако збориме конкретно за теранци, да го направиме. А верувате дека има и Облишово, и Чишиново, и Соколарци има, и Спанчево има, ама отом потом ќе разговараме за тоа, само нека помине 15 февруар. Ви благодарам. Добро, благодарам го началче. И уште едно прашање од име на сите советници за паушалите. Многу заостанаа, проблем веќе има со тоа. Навистина е. Револтирани се сите советници и точно е, да, навистина е, со право го зборите тоа. Меѓутоа ја и пред малку спомнаа дека јануар месец, ако се сеќавате, веќе сме 4-та година сме тука, дека јануар месец ни е траншата, првата транша ни е од некој милион денари,
со врската спрема кредитот што го имаме. Првиот кредит, ја го ајде да не кажам како го поимувам, тај не е многу голем кредит, мислам многу голема транша рата, а имаме ја и пак ќе повторам у декември месец, сеќавате се дека 602 милиона имаме кратење у креацијата. Која е политиката, методологијата на таа пресметка, не би сакал да навлегувам, и од таа причина да верувате дека не сум свесен, ја ги секојдневно гледам финансиските извиштаи и картици, дека вие тоа не го зборите со право, ама верувате дека нема да биде овака, ќе се потрудам да почнеме да се приближиме до крајот на плаќањето и заеднички сите ние до крајот на нашиот мандат да не останеме со 10 како што бевме или 9 колку бевме, не се сеќавам, од праксата што има претходните градоначалници, затоа што после плаќањето е многу тешко. Да, управо сте. Да, фала ви за сугестијата, меѓутоа верувате дека не сум го тоа, не се огледал и дека не е тоа издржан и апсолутен факт. Ви благодарам. Добро, благодарам. Некој од советниците по точка разно, дали има некој коментар или прашање до градоначалникот? Нема, бидејќи нема, ја затварам 47-та седница. Живи и здрави, се видиме повторно овој месец. Колку месец? 6, 5?